Без малку на првата годишнина од зачленувањето во НАТО, македонски министер за надворешни работи за прв пат седна на масата на која заседаваат и останатите шефови на дипломатии на 29 држави членки на најмоćниот воено-политички сојуз во историјата. Пандемијата ги одложи состаноците со физичко присуство на врвот на алијансата. По едногодишна пауза министрите се собраа во седиштето на НАТО во Брисел. Според Бујар Османи, станува збор за историски момент за Северна Македонија. It is a historic moment for me and for my country as well. Indeed. Ова е историски момент и за мене и за мојата земја. За прв пат министер за надворешни работи физички е присутен на маса на министерскиот состанок на Северноатлантскиот совет, представувајќи ја Северна Македонија како полноправна членка. За неколку дена ќе ја прославиме првата годишнина. Во март минатата година станавме членка. Членството во НАТО представува остварување на нашата стратешка цел, а истовремено со зачленувањето алијансата ја подобри стабилноста на Западен Балкан. Сега сме дел од трансатлантското семејство, подготвени сме за предизвикот, стоиме рамо до рамо со нашите сојузници во одржувањето на нашите вредности и посветени сме на заштита на нашата заедничка безбедност, ширејќи ги НАТО вредностите во регионот. Генералниот секретар на НАТО на отворањето на состанокот посака добре дојде за оние што се придружија. Драги пријатели, добре дојдовте на овој министерски состанок на НАТО и посебно добре дојде за оние кои прв пат ни се придружуваат. Во НАТО седиштето за прв пат како државен секретар денеска дојде и Ентони Блинкен. Пораката која ја донесе е дека оваа американска администрација без каква било дилема останува посветена на алијансата и на нејзините вредности. I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance. Дојдов овде да изразам силната и непоколеблива посветеност на САД кон алијансата која беше еден од темелите на мир, стабилност и просперитет за трансатлантската заедница повеќе од 70 години. Доаѓам во Брисел зашто САД сакаа да ги реизградат партнерствата кои се со нашите НАТО сојузници. Сакаме да ја ревитализираме алијансата, да се осигураме дека е силна и ефективна против денешните закани, како и што беше во минатото. Оваа порака се толкува како недвосмислен сигнал дека Вашингтон се враќа на лидерската позиција во алијансата, организација составена од 30 членки со речиси 1 милијарда жители. Во наредните денови шефовите на дипломатиите ќе треба да решаваат за важни прашања: организација на предстојниот самит, НАТО во 2030-та, тензичната ситуација со Русија, мировниот процес во Авганистан. И сето ова за прв пат со учество на македонски министер за надворешни работи. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.